Денен размислуваше дали да го бара се уште рецептот за салатата Македонија. Тука во Македонија никој не знае дека во Европа кога ќе побараш салата Македонија ти носат нешто конкретно на масата. Можеби ромите знаат. Тие се бистар народ, ги има насекаде, ги има и тука. Семејството на Јасмина Суриманова го повика ден на зелник со месо. Са бајле се фаќа тестото, да отстои малку, например 15-20 минута, може и пола сат. Тестото се знае се става солца малку, зејтинче за да биде поубаво, поровко за тегнење. И од после го оставаш да стои, кога стои, после почнува да се прават корите. Топчиња се прават и тие се остават малку да отстојат. 5-10 минута, не повеќе, и после се отварат корички и ги делиш, например. Јас секогаш си правам по 32 корички, така да после ги растегнуваш и се прави, значи, нешто прекрасно, се витка во чаршав, пошто ја така повеќе практикувам да правам, некој прави како бурек, некој како, зависи, има повеќе врсти, комади, вамо таму, јас ја правам со чаршав и испаѓа прекрасна пита, на крај се става, со сусам. Сега некој прави со месо, некој со спањак, зависи, јас правам и со месо, и со што сакаш, тоа може и со компири да се направи, така да прекрасно излегува. За жал, мене ме научи моја тетка Гица покојна, од незе научив да готвам, пита да правам конкретно, и торти научив од незе, и ред други работи, салати, значи благи работи, све од незе научив, ама нешто памтам и од мајка ми. Така да многу гледав како се прави, например, како она ке спрема пита или нешто друго. Ние бевме присутни тука, така да не учеше и како тестото да се фати, со која температура на вода, како ќе испадне, што ќе испадне. Испаѓа, значи, ако стварно нешто памтиш и ако си мераклија, можеш да го научиш. Ние имаме доста примено, например, од турската, од ориенталната храна, има од македонското примено, така да нешто конкретно ромско не ми текнува да има. Може би постарите жени знаеле што е, како е, например, нешто, ама ние вака по младите генерации не памтам да има нешто ромско специјално. Она тавче гравче се знае дека е од Македонија, направено, пошто ние сме тука пораснати, тука живееме. И мислам, тавче гравче, сарма со лозов лист, тоа е турско јадење, ама многу е добро примено во Македонија. Црн патлиџан, например, полнет, истата смеса како што се става во сармите, се става и во црн патлиџан, само полнет да биде. Тоа е турско јадење, ама добро прифатено во Македонија. Друго што би одвоила, например, салатите, да речеме, со печурки ги правиме сега, пошто сме помодерно живееме, шпагети или макарони со печурки, со стекче, да речеме. Тоа се веќе од помодерните јадења, така направено. Мислам, во секој разговор, например, ако некој рече тоа денеска планирам да правам, дали знаеш како се прави, да, во ред викам, знам, јас го правам, се надополнуваме, ако нешто не знам или ако нешто не знаат, па ќе кажам, па примат од мене, па и го прифаќат, и го прават, излегува све прекрасно. Мислам, нема двоење. Во Македонија, сега, ако сме, например, ние сме роми, јас сум ромка, маж ми е ром, се дружиме со многу нации кај што сме и што имаме пријатели. Меѓутоа, храната стварно поврзува. Во Шутка сум порасната. Меѓутоа, во нашата улица живеа албанци, македонци и роми. Па и турци имаше, ама после се одселија. Меѓутоа, пораснавме како да сме во една куќа пораснати, едно спиење не двоеше, така да тоа гледање го немаше меѓу нас и многу работи јас научив од другите. Така да мислам дека немаше делба. И се уште се дружиме, кај што ќе се видиме, разговараме, седнуваме на муабет и прекрасно. Мо пралчинала и не кере бакрен, телција и амен бут хаја и надава пуране хабе. Акана акала чаве на мангена. Акана акате амаре унукија на мангена дава техан. Мангена са луксузно, мангена песке суво, шуко хаба, мангена амаре чаве унукија мислинава. Мангена шуко хабе, мангена са те кереленге луксузна храна.
Шуто Оризари е можеби единствената ромска општина во светот, управувана од Ром. Во ромските куќи, во Шутка, добро се јаде и пие. Животот е овде убав. Тука на овој пазар може да се наоѓа сите производи за една, да речеме, една салата Македонија, што има сите потребни состојки.